Добре дојдовте во Актуелна Тера. Еве ги вестите на денот. Најава за нови протести во Македонија и надвор од неа во Тирана и Приштина. Битола срдисана од инсекти. Претор ќе добие вода со нормален притисок. Слепче празнува. Во вторник протести во Тирана, а во среда пред македонската амбасада во Приштина за поддршка на како што стои браќата од Скопје и на Илиридата. Приштинскиот рапер Пресиони на својата веб страница на Facebook ги повикал сите додат на се албанскиот протест во Тирана во вторник. Тој наведува дека и самиот ќе биде присутен таму како поддршка за своите браќа од Македонија, пренесува порталот Lime. Во вторник во Тирана во 18 часот ќе се одржи протест како поддршка за нашите браќа од Скопје и на Илиридата. Исто така, на Косово во среда во 15 часот во Приштина ќе се одржи протест пред македонската амбасада како поддршка за нашите браќа албанци. Немојте да изостанете и вие, строго е забранета дистрибуција на оваа вест до политичките партии, тие не се поканети на овие активности. Ние сме едно, моја Албанија, напишал раперот. На протестот во Тирана се најави пеачката од Скопје Туна Сейдију. Таа вели дека во Приштина ќе протестира за македонските албанци. Денес македонските албанци протестираат, јас ќе протестирам во среда во Приштина. Се надевам дека колегите од Албанија ќе покаже дека ние сме едно на протестот во Тирана во вторник. Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, Куманово, Дебар, Струга, јас сум со вас, напиша Сейдију на својот Facebook профил. Протестите поради случајот Монструм не се само израз на незадоволство кон судскиот систем, туку и кон актуелната владеачка гарнитура, сметаат дел од аналитичарите во земјава. Според професорот Арсим Синани, гневот на народот е доказ дека граѓаните не се стрекни од владењето на актуелното лидерство и од истите имаат улога на опозиција на македонската политичка сцена. Македонската опозиција спие, албанската опозиција спие, значи имаме еден процес кога албанското население почна да игра улогата на опозиција во Македонија. Зашто немаме опозиција, вели Арсим Синани, универзитетски професор. Македонската опозиција спие, албанската исто така, значи имаме еден процес кога албанското население почна да игра улогата на тоа, додава Синани. Демократско право на секој граѓанин да протестира, но доколку протестите се мирни, тие се дозволени, рече денеска премиерот Никола Груевски за инцидентите кои се случија изминатите неколку дена низ Македонија по пресудата за случајот Монструм. Протести во кои што се употребува насилство е нешто што не може никој да го поддржи во никоја држава, во ниедна средина, ниту пак во нашата држава. Од тој аспект сакам да кажам дека Министерството за внатрешни работи мощне професионално си ја обавуваше задачата во изминатите денови и ние како држава нема да дозволиме овие протести да ескалираат до таква мерка да ги загрозат интересите на граѓаните или на институциите. Од тој аспект сакам да обрнам внимание и да предупредам дека постојат одредени организации, поединци, индивидуалци, различни видови на групи кои што се обидуваат во изминатите денови да долеат масло на огнот, веројатно заради некоја своја лична агенда, тоа сигурно не е државна агенда. Она што сакам да го потенцираме дека таквите луѓе кои што тоа го прават, сигурно не работат ниту за интересите на македонците, ниту за интересите на албанците, ниту за интересите на турците, ромите, власите, бошњаците, србите и сите други што живеат во Македонија, ниту пак за интересите на муслиманите или христијаните. Тие луѓе тераат или некоја своја лична агенда или нечија туѓа агенда. Како и да е, ние како држава, како институции имаме капацитет да се справиме со вакви и со многу по непријатни ситуации од овие и ќе се справиме со нив. Министерството за надворешни работи соопшти дека македонскиот граѓанин на работа во Либија, Милјазим Гафури од Новосело Боговиње, е ослободен и се наоѓа во италијанската амбасада во Триполи. Гафури и неговите двајца колеги од фирмата во која што работеа се водеа како исчезнати од 5-7 наутро. Министерството за надворешни работи би сакало да се заблагодари на одличната соработка на италијанските, либиските и босанските власти. Автомобилот со тројцата инженери беше пронајден напуштен во градот Зувара, западно од либиската престолнина Триполи, пренесе Ројтерс, повикувајќи се на неименуван локален функционер. Тие исчезна и се сомневам дека се грабнат, изјави соговорникот на агенцијата. Италијанската новинска агенција АНСА, цитирајќи ги локалните медиуми, јави дека станува збор за инженери од компанија од Модена.
1000 години од постоењето на манастирот Свети Јован Претече, 1000 години од смртта на цар Самуил, како 1000 години од постоењето на село Слепче во Демирхисар. Денеска се одбележа во дворот на манастирот. На празнувањето дојде и председателот Иванов. Маја Богоевска. Денес на Иван ден започна големата прослава за одбележување на 1000 години постоење на манастирот Свети Јован Претеча, 1000 години од смртта на цар Самуил и трагичниот настан на ослепување на неговите 14.000 војници, како и милиониумското постоење на Слепче. На денешното чествување присуствуваа голем број гости, а дојде и председателот на Македонија Ѓорги Иванов. Жителите на Слепче никогаш не биле погорди. Јас мислам дека ова за Слепче значи едно големо нешто, мислам и се надева на и понатака да продолжи тоа вакви манифестации. Слепчани се горди со ваква работа. Слепчани се горди и мислам дека ова никош нема да го заборави. И горди сме и на сите што ни дава помош овде. Ако кажеме само еден податок дека Москва слави 800 години од постоење, Слепче славиме 1000 години, значи самиот податок доволно кажува. Значи ние сме горди. Самуил кога поминал со војската овде, манастирот веќе постоел. Манастирот значи од 7 век, ние сме уште постари од 1000 години. Значи тука имало околу манастирот имало населба која се викала Горна куќа. Така се викало. И ден денес има таму дел од тие камени блокови, кај што е сегашниот ресторан Горна куќа, вила Горна куќа. И дел од војската останал, значи се лекувале во манастирот, тие што биле поболните, а дел останал во местото Горна куќа. Значи што би рекле, ние сме веројатно и директни потомци на Самуиловата војска, на Самуиловите војници. Секој град си има своја историја, легенда, но она што се случувало во Слепче не е ниту приказна, ниту легенда. Тој е вистински настан кој символизира длабочината на темелите на нашата обстојба, срцевината на она што почнало да живее пред повеќе од 1000 години. Ние, овде присутните, граѓаните на општина Демирхисар, но и сите граѓани на Република Македонија, сите ние се чувствуваме како исклучително привилегирана генерација, што е во прилика после еден цел милениум да одбележува ретка 1000 годишна обстојба на едно од најголемите македонски духовни и просветителски светилишта, манастирот Свети Јован Претеча, да го чествува милениумот од смртта на еден од најголемите македонски цареви, цар Самуил, но и 1000 годишнината од постоењето на населбата Слепче. Обележувањето на 1000 годишнината на едно од најдраматичните места во нашата колективна меморија не може да не предизвика возвишен восхит од големото чудо што се нарекува македонски народ. Зарем не се граничи со невозможен земски потфат, толку прогонет, понижуван, сотиран, а малуброен народ, фрлен во тешки услови за преживување, без своја држава, училишта, лечилишта, да ги преживее сите историски патила и да воскресне како културна нација рамо до рамо со другите напредни нации на современиот свет. Ректорот на ЕСРА Јордан Плевнеш се сеќава на два прозори од неговиот живот. Едниот од Демирхисар, каде секојдневно го гледал манастирот, а другиот од Париз. Од тој прозорец во Париз, како што јас во детството го гледав манастирот Свети Јован Претече од Слепче и може би мислев дека еден ден со овој милениум ќе го одбележиме, од парискиот прозорец во нашиот стан ја гледавме Богородица патеводителка, резбата на слепченските врати и замислете какво чудо се изгради Националната библиотека на Франција и во прозорите на таа библиотека дојдоа сите копии од скрипторскиот центар во Слепче, кои што со векови патувале кон Москва, кон Болоња, кон Рим, кон Белград, кон Софија, кон сите центри, кон Будимпешта. И во тие прозори беа сите тие ракописи од Слепче, кои што се познати во целиот свет. Од неодамна натурализираниот македонец и лауреатот на фестивалот Актерот на Европа, Раде Шербеџија, го искажа својот восхит да се биде на едно место како Слепче. Велика ми е част што стоим овде. Имам голема чест што стојам денес овде заедно со вас. Што сум еден момент, една секунда од овие 1000 години, 1000 години култура, 1000 години гордост, 1000 години Македонија и македонски народ. 1000 година поноса. 1000 година Македонија и македонскog народа.
На настанот присуствуваше доаѓенот на македонското глумиште Мето Јавановски, како и актери од целиот свет, кои на својот мајчин јазик кажуваат текстови за манастирот. Милениумската прослава се одржува во рамките на Демирхисарското културно лето, што оваа година се одржува за прв пат, а чиј уметнички координатор е Игор Џамбазов. Преспа, водата и уметноста. Шербеџија во преспа на актерот на Европа. И за проблемите со водата, покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: со што се борите летово? Со топлото време, со комарците и инсектите, со поскапувањата. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Македонското министерство за надворешни работи ги потврди информациите дека еден од тројцата киднапирани инженери во Либија е македонски државјанин. На државните патишта во периодот од 1 јули до 31 август се забранува сообраќај на тешки товарни возила со вкупна маса над 15 тони за време на деновите од викендот и за денови при екстремно високи температури. Времето денеска ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност и слаб ветер од променлив правец. Поплав неможна појава на изолирана нестабилност. Вакво време и во наредните денови. Председателот на Хрватска Јосиповиќ нагласи дека Загреб нема да ја сопира Србија на патот кон Европската унија. Изутрината во Сарајево декнала експлозија, за среќа нема повредени, а на местото на настанот веднаш стигнала полицијата. Британските специјални служби уапсиле вратен од Сирија исламски екстремист кој подготвувал терористички напад во Лондон. Подготвувал терористички акт со потреба на експлозиви и огнено оружје по упатствата на повереник кој се наоѓа во Сирија. Летово граѓаните се жалат на зголемено присуство на инсекти. Од Центарот за јавно здравје вела дека и кај нив има јавување од граѓани. Причината за нивниот зголемен број се климатските услови. Втората фаза на прскање против комарците ќе биде во втората половина на јули. Маја Богоевска. Првата фаза на дезинсекција во општина Битола се изврши на крајот на мај, но граѓаните се уште се жалат дека бројот на инсекти е голем. Од Центарот за јавно здравје вела дека и кај нив има доста јавувања, а причината за нивното зголемено присуство се многу погодните климатски услови. Годинава е исклучително поволни услови има за развој на сите инсекти, вклучително и комарците како целен вид кој ги третираме со оваа постапка. Значи бевме сведоци и на блага зима, меѓутоа и на многу период обилен со влага, со бујна вегетација, со дожливо време. И сега дури во овој период, значи интензивни сончеви периоди кои погодуваат на оние застојни локалитети кои ние претходно, морам да кажем, ги мапиравме и ги доставивме до Министерството за здравство, зашто бараат мапа на теренот, кои се тие локалитети постоечки кои ќе се третираат и се направи една мапа фактички на државно ниво на целата територија кои се потенцијалните жаришта и локалитети. Општина Битола е една од ретките општини каде се врши ларвицидно третирање кое е од големо значење. Како што имавме зацртано во нашиот акционен план, се третираат негде околу 1600 хектари на територијата на општина Битола. Тоа е доста голема површина и можам да кажам дека општина Битола најревносно, сигурно можам да кажам одговорно, значи без никакво кратење на позициите, без никакво намалување на територијата. Тоа е поделено во неколку зони, значи постојат бариер зони околу градот, значи ние одиме на потегот, да не кажам до скоро до Егри, каналскиот систем, значи до селата Бистрица. Потегот не ниже поле, меѓутоа под ниже поле, во тој дел, значи голема територија, голем регион се опфаќа, во неколку зони се прави, се спроведува, значи постојат лоцирани жаришта
места со стоечки води или ново откриени кои ги мапираме во текот на април-мај периодот. Дезинсекцијата се врши со еден од најсовремените апарати моментално, кој освен центарот во Битола го има и центарот во Скопје. Предвидени се 3 фази на дезинсекција, но ако и септември биде топол, ќе се размислува и за 4-та фаза. Втората фаза е предвидена во втората половина од јули. Сведоци сме и од дојавата на граѓани дека има навистина, значи како гледаме со измена на временските услови, денови кога има позначително популација на комарци кои се движат. Белам сите локалитети се лоцирани, со нашата нова опрема можеме да пристапиме до секое место. Посебно го третираме и делот на Тумбе кафе, значи до манастирот Свети Атанаси. Горе, така да тоа е локација која сега не е многу попристапна, значи од тој пошумен дел на касарната бивша Стив Наумов, во која буквално можеме да влеземе во секој дел од тоа пошумена област, каде представува еден рекреативен центар за битолчани и каде што е исто пошумена, да речем, со доста вегетација и представува голем проблем. Исто така тие жарични стоечки води кои ги имаме лоцирани, како што е туваната на градежното Пелистер, како што е каналниот систем, значи од потегот од за целото Кравари до Егрискоро. Коњановски вели дека не треба да има дилема дали треба да се врши теристичко или авиозапрашување. Експертите кои од Европската комисија, од Европска унија, значи тоа се луѓе кои тоа им е професија, значи во работата се врвни авторитети, строго кажа и таа директива ќе применува, ќе превземе да речеме нашето министерство преку Државниот санитарен здравствен инспекторат. Забрането е третирање авио во цела Европа. Освен во исклучителни ситуации, како што беа поплавените подрачја во Србија, каде што немате пристап, значи таков начин на третирање нигде не се применува во Европа и според ЕУ регулативите, ми се чини од 2008, значи е исклучиво теристичкото третирање како релевантна метода. Значи авиотретирање се отфрла и се избегнува во сите европски земји. Освен во општина Битола, редовно третирање се врши и во општините Могила, Кичево и Ресен. Неодамна пак представници од Битолскиот центар за јавно здравје присуствуваа на работилница од техничка група од Европската унија со предавачи од Шпанија, Португалија и Италија на темата векторски болести, како се пренесуваат и искуствата во западните земји и кај нас. Посетители или престојувачи во туристичката населба Претор се пожалија дека 3 дена немаат вода. Од јавното комунално предпријатие во Ресен рекоа дека денеска во функција ќе биде ставена и втората пумпа, со што ќе се нормализира притисокот во целата туристичка населба во Претор. Оливера Михајловска. Туристичката сезона почна во полнек во Преспа. Најавите од страна на локалната самоуправа за реновирање или ставање во функција на голем број на објекти на брегот на Преспанското езеро ги вратија туристите на плажите од Отешево до Долно Дупени, каде најчесто во викендите бројот бил доста голем. Денеска во дескот на Тера реагираа посетители или престојувачи во туристичката населба Претор дека 3 дена немаат вода, нешто што се случувало секоја година, посебно во екот на летната сезона кога самата вода е најпотребна. Велат дека умира туристичкото место на ваков начин. Од Ресенското комунално предпријатие објаснуваат дека не станува збор за немање вода воопшто, туку дека притисокот на водата дистрибуирана до објектите е слаб и секако дека тоа представува проблем за да се задоволат потребите на граѓаните, но дека денеска во најбрз можен рок во функција ќе била ставена и втората пумпа со што ќе се нормализирал притисокот во целата туристичка населба во Претор. Хрватскиот актер Раде Шербеџија, кој неодамна доби македонско државјанство, е добитник на главното признание на годинашниот интернационален театарски фестивал Актерот на Европа, кој рече дека иако живееме ужасен живот, сепак ваквите манифестации како овој фестивал се многу позитивни пораки и целта е зближување на народите и сето тоа е за поздравување. Оливера Михајловска. Во тек е 12-тото издание на Интернационалниот театарски фестивал Актерот на Европа, еден од светските најпрославени актери од поранешните југословенски простори, хрватскиот актер Раде Шербеџија, кој неодамна доби македонско државјанство, е добитник на главното признание на годинешниот Интернационален театарски фестивал Актерот на Европа, кој се одржува од 6 до 11 јули во Ресен. Сведоци смо едnog ужасnog живота кој живимо. Ово е 2014 година. Nove ere. 2014 godina je bilo više ratova,
nego mira na ovoj planeti. 2014 godina je bilo više zla i teških trenutaka nego lijepih trenutaka na ovoj planeti. Svaki pokušaj koji zbližava, koji ima u sebi namjeru i želju da zbližava narode različitih vjera, kultura, mentaliteta je velika stvar. Zato ja čestitam ovom mom prijatelju, dramskom piscu, koji to zna iz dramske literature, da je to jedina prava stvar u životu. Biti pozitivan, biti dobar, širiti ljubav, osjećati bratstvo među ljudima. Покренат во 2003-та од страна на неколку балкански европски театарски сонувачи, во духот на мислата на Жан Моне да се гради Европа значи да се гради мир, Преспа стана нов театарски хоризонт на европеизацијата на Балканот со овој фестивал. По прогласувањето од страна на Европскиот парламент на Митското Преспанско езеро за меѓуграничен европски парк меѓу Грција, Албанија и Македонија. Македонија, Грција и Албанија, значи една културна соработка, едно културно зближување на сите овие три народи, кои што се надеваме дека во иднина уште повеќе ќе се продлабочува. Оваа година покрај оние 6 театарски представи, покрај 6 монодрами кои што ќе бидат изведени во рамките на овој фестивал, особена чест и задоволство ми е што за прв пат годинава ќе имаме и една домашна театарска представа, една домашна монодрама. Се работи за монодрама во режија на Сотир Чаушевски, наш тукашен ресенчанец, и навистина за прв пат од оваа година имаме домашна монодрама и домашен режисер и домашен изведувач. Фестивалот се одржува во организација на Езеро без граници, Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА и општина Ресена со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија. Фестивалското жири го сочинуваат Мето Јовановски, претседател на жирито, Мартин Кочовски и Весна Гаврил, членови на жирито. Оваа година е посебен празник за историјата на овој фестивал, бидејќи една од најголемите фигури на светската театарска и филмска уметност Раде Шербеджија е гостин на актерот на Европа. Ние го гледаме, тој е вечно млад и вечно жив ќе биде и во минатото, и во сегашноста, и во иднината. Свеченото отворање на фестивалот се одржа во неделата со доделувањето на наградата Актер на Европа 2014 на актерот Раде Шербеджија. Поезија на трите јазици на езерото читаа специјални гости: Димитри Оргоцка, Албанија, Криса Јоаниду, Грција, Мето Јовановски, Македонија. Наградата Актер на Европа прв пат беше доделена во 2003-та, ја понесе легендарниот балкански актер Љуба Тадиќ од Србија. Следеа Марикос Куркински од Бугарија, Бајрош Мјако и Ѓорги Олевски од Македонија, Моника Сонторо од Италија, Костас Гакидас од Грција, Зиех Соколовиќ од Босна и Херцеговина, Роже Мирмон од Франција, Брус Мајерс од Велика Британија и Јана Петерсон од Шведска. На фестивалот досега учествувале повеќе од 120 представи од скоро сите европски земји. Кои од овие земји ќе играат во големото финале во Бразил? Беше анкетното прашање од минатата недела. Еве ги вашите одговори. За Бразил сметаат 14%, Холандија 15%, за Франција 4%, Аргентина 35%, Костарика 2%, Белгија 2%, Германија 26%, Колумбија 4%. Бразил, Аргентина, Холандија и Германија, токму тие добија најмногу гласови и тие ќе се борат за големото финале, барем она што го покажа на теренот. Еве што донесува светот на актуел. Крвави денови на Блискиот Исток. И за други вести од светот, покусата пауза, останете со нас. Престижното признание Актер на Европа во рацете на легендарниот Раде Шербеджија. Фолклорната асоциација Плетенка со голем концерт во рамките на Битфест. Четврто издание на Мотособирот во Битола. Дарко од Беклан со нова песна. 9 палестински милитанти загинаа во воздушен напад врз појасот Газа. BBC јави дека 9 палестински милитанти загинаа во израелски воздушен напад врз Газа по ракетните напади врз Израел.
На вооруженото крило на палестинската милитантна група Хамас 6 нивни борци загинаа во штрајк во јужниот дел на Рафа. Тројца други починаа во последни израелски воздушни напади како одговор на ракетите и минофрлачкиот оган врз Израел. Тензиите во регионот се високи по убиството на палестинскиот тинеџер Мохамед Абу Гдаир. По смртта на 3 израелски момчиња и 1 палестински тинеџер се зголемуваат тензиите во Израел. Луѓето на улиците стравуваат од почеток на уште едно палестинско востание интифада. Тензиите меѓу палестинците и евреите ескалираа откако прво беа киднапирани, а потоа убиени тројца израелски тинеџери, а по насилната смрт и на младиот палестинец изминатата среда зовре напнатоста на улиците на палестинско-арапската населба Шуафат во источен Ерусалим и гневот се изрази преку насилни судири меѓу израелските сили за безбедност и младите палестинци. Се фрлаа канти за ѓубре и беа запалени трамвајски постојки и згради и уништени семафори. Во четвртокот состојбата во Шуафат се смири, но вандализмот продолжи. Мохамед Абу Кадеир, кој живее во источен Ерусалим, стравува дека насилството би можело натамошно да ескалира. Своите деца ги држи понастрана од населбата Шуафат. Не сака моите деца да мораат да го гледаат тоа, тие се уште мали. Затоа сакам да бидам понастрана од оваа населба. Украинската влада соопшти дека нејзината војска презела контрола уште 2 градови на истокот од земјата, Артемиск и Дружви, кои се неодамна биле во рацете на проруските сили. На сајтот на украинскиот претседател Петро Порошенко било објавено дека овие 2 града било подигнато украинското знаме, пренесе британскиот BBC. 2 дена претходно украинските сили преседоа и едно од главните упоришта на пруските сили Славјанск. Дописникот на BBC од Киев, Дейвид Стерн, оценил дека Артемиск и Дружкивс не се сметаат за поважни стратешки позиции како што е Славјанск, но нивното преземање укажува дека украинските сили во моментот се во налет. И покрај големите загуби во луѓе опрема, проруските сили натаму ги држат под својот контрола регионалните престолнини Донецк и Луганск, како и други клучни области. Високиот представник на украинските безбедносни сили Михајло Ковал меѓутоа најавил дека Луганск и Донецк ќе бидат ставени под опсада додека проруските сили не се предадат. Постои стратешки план кој веќе одобрен. Тие градови ќе се најдат под комплетна блокада. Тие мерки ќе резултираат со тоа што сепаратистите, или како да не ги наречам, бандити, ќе мора да го предадат оружјето, истакнал Ковал. Довербата меѓу германската канцеларка Ангела Меркел и американскиот претседател Барак Обама се чини дека е во опасност повторно да биде разнишана. Германските тајни служби откриле дека вработен во Сојузната разузнавачка служба продава строго доверливи документи на американската централна разузнавачка агенција ЦИА. Според поатоците до кои дошле тајните служби, 31 годишниот германски разузнавач стапил во контакт со американски дипломати и им понудил соработка. А Меркел е во посета на Кина. Германската канцеларка Меркел денеска се сретна со премиерот на Кина Ли Кечијанг. Меркел предводи делегација од деловни луѓе во посета со цел јакне на трговијата на овие 2 стопански гиганти. По својата 7 посета на Кина, откако е канцеларка, Меркел стигнала вчера, денеска се состанала со кинескиот премиер во Народниот дом во Пекин. Меркел рекла дека разговорите ќе опфатат друштвени теми и човековите права. Таа ќе биде на состанокот на Германско-кинеската комисија за стопанство и трговија и ќе се сретне со претседателот на Кина Си Џинпинг, кој во март го посети Берлин, кога беа подпишани договори за соработка на Daimler и BMW со кинески партнери. Супер тајфун се приближува кон јапонскиот остров Окинава. Супер тајфунот Неугори се приближува кон островот Окинава во најјужниот дел на Јапонија со ветрови со брзина до 270 км на час, соопшти јапонскиот метеоролошки центар. Неугори е на околу 300 км јужно од островот, што се очекува да го погоди утре и сутрина, покажуваат најновите податоци на центарот. Метеоролозите не исклучуваат можноста тајфунот да го погоди и самиот архипелаг, иако со помала јачина. Според метеоролозите, Неугори е најсилниот тајфун во изминатите 10 години. Сега за времето во наредните денови. Како ќе биде времето утре во Европа?
за времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Овде Актуел завршува. Повеќе информации на нашиот веб портал tera.mk.